Турбулентни времиња и во областа на енергетиката. Затоа денеска утринава моја гостинка е колешката Весна Дамчевска, која што е уредник на економија во Слободен печат и која што со години ја следи енергетиката и како област и како дел од економијата. Весна, добро утро. Добро утро. Весна, како се најдовме на кратко оваа енергетска ситуација во која сега се доаѓаме и што ни се шансите да што побезболно се излечеме од неа? Има еден многу интересен статистички податок. Статистика мери енергетска зависност, односно колку ни е нето извозот. Тоа бидејќи ние не само што увезуваме струја, него и извезуваме, уствари колку ни е нето увозот. И покажуваат податоците дека таа енергетска зависност во 2000 година била 39,9%, а веќе во 2000 да, веќе минатата година е 63,7%. Како се дојдовме до тоа? Многу едноставно. РЕК Битола е изграден 80-тите години со капацитет и со јаглен што го имало тогаш. Уште пред 15-ти на години, кога не носеа како новинари, да кажам, да го видиме РЕК Битола, ни кажа, веќе ова што го копаме е лош лигнит. Значи нема процент концентрација на лигнит во рудата. Нема квалитет, така. Нешто во меѓувреме се отвори, брод гнеотино се отвори, меѓутоа можеше да се отворат уште многу живојно, ако се отвореше. Тука е можеби еден од многу важните сегменти, затоа што таму има доста големи количини на лигнит, кои што се ценат некаде на 50 милиони тони во површински внатрешен коп, а што значи тоа? Они би процениле дека по 2 милиони можат да копаат годишно или 25 години да копаат уште. А ако земеме предвид дека околу 6 милиони се за трите блока, значи еве 1/3 од каде веќе би обезбедиле. А онаа идеја прекупат во Грција, бидејќи во Грција има резерви со лигнит, таа идеја се напушти? Да, веќе не се ни споменува, колку што гледам веќе. Од едно време беше актуелна, нели, ќе се прави вака, така, железницата ќе проработи и сето тоа. Железницата не ни стигна до РЕК Битола, тоа е па друго прашање зошто ние не ја развивме. Живојна иначе веднаш во продолжение на 20 километри од РЕК Битола, значи не е далеку. Потоа ТЕЦ Неготино можевме да го направиме на газ. Газот стигнува на 8 километри до ТЕЦ Неготино, значи да не се направи еден крак е многу тажна работа. После Осломе исто нема јаглен. И таму се кубури со јаглен, на нешто страна се што носи. сега тие технологии веќе се покажуваат и како застарени, и како така. загадувачки и така натаму и не се опција за некоја долгорочна иднина. Со други зборови, Весна, 30 години колку што јас и ти памтиме ова што се случува, постојано не се инвестира во тие сектори. Не се инвестира. Од друга страна, расте некаква индустрија која влече повеќе енергија и тоа веројатно го објаснува и податок за дуплирање на енергетската зависност за 20 години од она што било пред 20. Поголема работа што државата е изградила е Козјак и Света Петка, нели, како поголеми инвестиции. Тето е многу добар играч во моментов. Тој има капацитет како еден блок на РЕК Битола, меѓутоа тоа е приватна компанија која што на крај може и да се извезува струја и веројатно ја извезува и никој не може да ја каже немој сега ти да не извезуваш, него вклучи се дома. Што би било, ме праша, што би било, значи, идни чекори. Доста се владава. Ова влада навистина направи некој концепт што понатаму во смисла на алтернативни извори на енергија, меѓутоа алтернативните извори на енергија што велат професорите по енергетика не може да се стават во джеп струјата кога ќе нема сонце или кога ќе нема вода. Пред некои 3 месеци на дневните извештаи на ЕСМ покажуваат дека има 0 производство од хидроцентралите. Значи нема производство. Затоа што нема вода. Така е. Може би веќе во светот почнува малку да се крева една дилема, да се издигнува дали не се пребрза воопшто со зелената енергија, затоа што дури има
и некој отпор да се вратат, некои протести се случуваат да се вратат трудници се со јаглен, затоа што се покажува дека од една страна заштита на животна средина во ред, меѓутоа со алтернативната не може тоа доволно да го подмири. Да, ги гледаме расправите за евентуалното враќање, особено во Германија, речеме на нуклеарната енергија, од која се откажа Германија, но сега стана потполно зависна од овој рускиот тек двојка и така натаму, сега се во моментот актуелни тие работи. Сепак, овдека се отиде на мали хидроцентрали во Македонија, Весна. Вчера Државниот завод за ревизија, вчера или завчера објави еден извештај во кој констатира дека не се прибрани прилично значајни суми на давачки, не знам, друг вид на такси кои што требало државата ги собира, а не ги земало од овие. Зашто станува збор? Во извештајот, значи, наоѓаме една хаотична состојба и во Министерството за економија и во Министерството за животна средина. Кога се во прашање малите хидроцентрали. Они го анализираат од 2011 година периодот, што всушност се поклопува со периодот кога почна да се даваат концесии со малите хидроцентрали. Ги има веќе 96 со статус на повластени тарифи што произведуваат, а во самите министерства ревизорите не ги нашле концесиите, па излегло дека затоа што нема евиденција, затоа што никој не им кажал платите, тие не платиле воден надоместок. Како е тоа можно? Тоа е на воден надоместок. Тоа се некои 380.000 евра они што ги пронашле, а нешто што читав по самите тендери кои ги објавувале, значи тие биле еднаш со еднократна концесија, значи поголем дел. Да бидам искрен, 380-400.000 евра не се некакви големи пари, особено за овој период за кој што разговараме, особено за енергетика и така натаму. Меѓутоа покажува стратешки пропуск. Покажува дека таму не се води сметка, ако и за ова не се води сметка, веројатно и за други работи. Па се кажува дека не нашле елаборати за заштита на животна средина, она што екологистите многу се бунат и што е многу страшно. Да, рецентно за разноразни уништувања на мали рекички, шуми, не знам што и така. Значи немаат евиденција, не постои евиденција на сите дозволи, не постои евиденција на сите документи за заштита на животна средина. Во превод се појавува еден хаос. И сега ревизорот отвара едно прашање, значи што треба да владата да размислува за тоа, кост-бенефит анализа прави на некој начин и вели според нас ова не е исплатливо. Сега ревизорите таму не се енергетичари, оние гледаат економската страна. Можеби секако треба да се вклучат во една поголема дискусија и енергетичарите, затоа што има 4% учествува малите хидроцентрали во вкупното производство, се дадени за 10 години 99, значи 90 милиони евра им се дадени со тоа што 40 Што им се дадени? Субвенции? Не, тоа им е вкупно платено. Платено е толку мора некој да ја плати. Меѓутоа, субвенционирањето е околу 41 милион евра, затоа што 49 утврдил ревизорот дека била пазарна вредност на... Речи си половината се субвенции. Така. Многу беа модерни тие мали централи. Се гледа и по бројот, стотина се. Многу луѓе се залетаа во тоа. Крупни бизнесмени, ситни, па не по една, по две, по три, по четири фирми што ги менаџираат. Каква е денеска состојбата со тоа? Ти понекогаш кога сретнувам некој од овие луѓе што имаат такви хидроцентрали, тие па ми се жалат бескрајно за тоа како они работат и колку се они всушност влезени во сето тоа без да направат некакви, кој ќе спомне човек енергија, се мисли одма на милиони нешто тука некој нешто, дека тоа всушност не е баш така. Јас ги разгледував, извештаите ги беа објавиле, бизнес мрежа имаат нели податоци од сите пред да влезам овдека, малце ги разгледав бројките и видов дека многу од нив се минатата година во загуба, има дел. Интересно, ете, хидроцентралите на Кочо Ангјушев и на Мицковски се во загуба, конкретно 2020 година, они ги извадиле бројките. Има некој што се и во позитива, и има еден дел кој што успеале добри пари да направат. Според некои пресметки што си ги направив кога биле давани тендерите, кога они кажувале колку вложува, значи 1 мегават чини 1 милион евра, тоа не е мала сума.
И по некоја математика, вака ако се гледа ова субвенционирање и рокот што им го даваат концесија 20 години, они би требале некои 10 години да исплатуваат инвестицијата, за да потоа по ова иде 10 години, нели, да заработат. Весна Дамчевска, многу сакав за Бехтел и Зенка да поразговараме, ама има веднаш најавувам, можеби во теков на неделава ќе седнеме уште едни 10 минути, бидејќи ова договоров кој што се прави на начин на кој што се прави на вистина буди и разни очекувања и разни сомневања, треба малку да го поразговараме. Благодарам за овој утрински брифинг за енергетиката, ќе продолжиме и со градењето патишта. Оти кај нас бар таа работа трае со децении, ќе се почне па никако уште возиме, мислам и во твојот текст дека стои кој што го објави за Бехтел, уште возиме по патиштата што у социјализмот се правеа. Автопут, братство, единство. Братство, единство, така е.